најавивте неговата 30-та држава членка на НАТО, како ќе влие на сите тие наши инспирации одлуката на Унгарија да прогласи лице избегано кај нас за азилант поради политички прогон? Дали тоа може да влие и какви се реперкусии таа одлука на унгарските власти може да има да знаеш? НАТО условите се многу јасни и можам да ве уверам дека на никој начин ова што се случи со поранешниот премиер Груевски, кој што избега од државата по изрекување на судска пресуда, не може да падне на сметката на Македонија и нејзините НАТО аспирации. До овој момент дискусиите во рамките на НАТО алијансата не се фокусирале на ова прашање, меѓутоа доволно е да ги погледнете дебатите во Европската Унија и да сватите дека на друга адреса се упатуваат прашањата. А дека неподелен е ставот и оценката на сите земји членки на Европската Унија, од кои најголем дел се и членки на НАТО, дека работите во Македонија, во поглед на функционирање на правната држава, во поглед на изградбата на овие институции, се во нагорна лига. Се разбира дека никој не вели дека ситуацијата е совршена, меѓутоа политичката волја е видлива и резултатите од овие промени се исто така видливи. Затоа велам, нашето членство во НАТО е приоритет, почетокот на преговорите со Европската Унија се приоритет и нашите институции со истрагите, со обвинителните акти, со пресудите и на прв и на второ степен суд покажаа дека правдата и правната држава мора да функционира за секој, без разлика дали се поранешни или сегашни функционери. И тоа ќе го користиме и тоа се слуша и во европските и во НАТО дебатите. Сега дека нема да има никакво влијание врз нашите евроатлантски аспирации покрај тоа што сме прогласени за земја каде што има судски политички прогон. Не сме прогласени. Од страна на Унгарија, мислам. Не сме прогласени и тоа апсолутно не е точно. Сите последни извештаи и на НАТО представниците, меѓутоа и особено на Европската комисија, покажуваат дека проблемите со заробена држава се решаваат. За разлика од ситуација додека одговорен во оваа држава беше токму бегалецот од правда, кога се зборуваше за заробена држава и контрола врз судство, врз обвинителство и во полиција од страна на политички фигури, извештаите велат дека овие наследени проблеми оваа држава ги решава. Затоа не очекувам тоа да падне повторно на сметката на Македонија. Македонија веќе плати голема цена на таквото владење на Груевски. Не сме сега да плати цена и на неговото бегање од правда. Министерке, што очекувате од НАТО самитот на 4 и 5 во Брисел? На 4 и 5 нема НАТО самит, туку има состанок на министрите за надворешни работи и на тој состанок во принцип фокусот ќе биде на некои други прашања. Она што е јасно е дека на самитот на НАТО во јули месец Македонија ја доби поканата, ги почнавме и успешно ги завршивме пристапните разговори. Она што е јасно е дека во моментот кога во Македонија ќе заврши процедурата на уставни измени, бидејќи предпристапните разговори ги завршивме успешно, очекуваме во многу кусо време да биде подготвен протоколот за пристапување кон НАТО алијансата и Македонија во првото тромесечие на 2019 да стане де факто дел од алијансата и седната на иста маса со земјите членки. Од тој момент натака ќе почне процедурата на ратификација на договорите во секоја земја членка. На министерскиот состанок на почетокот на декември ќе биде уште еднаш изразено задоволството од двете страни од успешно завршените преговори помеѓу Република Македонија и НАТО алијансата. Пораката ќе биде испратена дека сите земји членки се согласни дека Македонија го заслужи членството во НАТО. Каква е состојбата во владата? Значи, постојат спекулации, информации, предлози, а вие да го наследите заедно на премиерската функција дека се создадени неколку крила веќе во владата после случајот со Никола Груевски со неговото бегство? Ова што го кажавте прв пат го слушам, може би бидејќи 2 дена бев во Авганистан, ама се сомневам дека е тоа така. Бегството на Груевски реално стана главна вест. Заради тоа што прво човекот кој тврдеше дека на себе ќе ги земе сите
сите проблеми на својот грб и ако треба и ќе оди во затвор и во име на сите други кои што ги повлече во бездна, преку ноќ го смени планот и избега. Меѓутоа, тој притисок, тој проблем не треба воопшто да создава последици на политички план. Нашата влада во изминатиот период се фокусираше на откривање на прашањето што се доведе до таа ситуација. Второ, како да се справиме со последиците, како да обезбедиме Македонија, велам, да не ја плаќа цената на тој акт и да функционираат останатите делови од системот. Во истиот период за кој што вие зборувате, владата на Република Македонија го донесе буџетот, го предложи до Собранието на Република Македонија, тој буџет ги рефлектира нашите реформски приоритети и тој покажува дека за клучните прашања сите имаме јасен, прецизен и идентичен став. Така што мислам дека повеќе е тоа желба да се вадат политички пораки отколку израз на реалност. Нашата цел е да ги оствариме нашите ветувања пред граѓаните. Тие ветувања не се политички, тие се многу реални. Како следната година да обезбедиме повисоки плати, како следната година да обезбедиме повисоки инвестиции, како следната година да обезбедиме подобар економски развој и остварување на нашите стратешки цели. Почеток на преговори со Европската Унија и членство во НАТО. Секои други губење на енергија ќе бидат контрапродуктивни за сите нас. Така што премиерот беше многу јасен, можни се одредени рокади или измени во министерските места, меѓутоа фокусот е на политиката која што на граѓаните ќе им обезбеди подобар живот. Господине Спасовски, докаде поставката истрагата, што се случило и како избегал Груевски? Откриено ли конечно каде и како е преминала границата, бидејќи нели српскиот претседател Вучич тврдеше дека со двајца унгарци е преминал границата и се легитимирал ноќта сабота кон недела. Видете, кога говориме за целиот овој случај околу бегството на Никола Груевски, со право јавноста е заинтересирана и со право се барат одговори на сите овие прашања, затоа се отвори истрага во Одделот за организиран криминал по јавното обвинителство, паралелно со структурите од Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и другите институции, бидејќи ова е систем. И ова покажува дека навистина мора да се консолидира системот, имајќи во предвид дека имавме состојба на 11 години држава таква каква што беше, држава во режим или така наречена заробена држава која што кажува извештаите. Ние имаме приберено многу информации за тоа што се работи на два дела од истрагата. Една е истрагата на внатрешната контрола за евентуална вклученост на припадници на македонската полиција во настаните и втората истрага која што ја прави јавното обвинителство со истражителите. Дел од материјалите кои што се од страна на Министерството за внатрешни работи се предадени во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Исто така постапуваме и по наредби кои што се издадени до сега, значи преземени се многу политички действија. Со оглед на тоа што таа истрага се уште е тајна и таа истрага не може во јавноста да сподели повеќе информации кои што можат да допринесат да се наруши целиот тој тек на истрага. Ние сакаме навистина да доеме до конкретните информации и на основа на тоа да информираме и јавноста, меѓутоа и да преземеме соодветни законски мерки. Меѓутоа, точно ли е тоа што го зборува Вучич дека за излегувањето од Македонија? И плюс имаше изјава од адвокат на Груевски кој тврди дека и МВР го знае, бидејќи судот го знае, и МВР знае дека Груевски им се јавили, дека имале контакт, односно дека имаат определен телефонски број. Вие зборувате за две различни работи. Јас зборувам за истрагата што ја водиме во Република Македонија. Вие зборувате за телефонскиот број од кој што се јавил Груевски и зборувате за тоа како го преминал границата во Србија. Нам ни е важно тоа што се случило во Република Македонија. Сакам да знаете дека контактираме со сите служби од регионот, разговараме, разменивме и податоци и информации и тоа е дел од истрагата. Меѓутоа, принципиелно би било добро да сите институции, целиот тој систем го заокружат и на крајот да излеземе со една конечна информација во делот на тоа дали имал помош, кој му бил помошта, како се случило тоа бегство негово. Сакам да ја запознаме јавноста дека од 2017 година, од јули месец, после одземањето на патните исправи врз основа на судската одлука, веднаш е направен распис до сите гранични премини, меѓутоа е направен распис и за тоа дека не може да ја напушти Република Македонија ниту со лична карта. Така да, тоа се информациите и податоци кои што можеме сега во овој момент да ги соопштиме, како ќе бидеме подготвени, реков, и за преземање на одредени
действија во смисла на кривично-правната постапка, така ќе информираме благовремено јавност. Сполноста дека јавност очекува одговори, ама очекува и одговорност. До сега никој не понесе одговорност. Точно е дека чекува одговори, ќе очекува и одговорност и одговорноста треба првин да се лоцира. Да видиме каде е одговорноста и на основа на тоа да изградиме стратегија како понатаму. Значи, најважно од се е да ги согледаме пропустите, нефункционалноста на системот во целина, би рекол. Ако тоа го согледаме, ние ќе можеме да ги отстраниме тие недостатоци и во иднина да немаме ситуации кои што можат да не доведат во една ваква позиција. Зошто е тоа така? Многу е важно органите на спроведувањето на законот во Република Македонија да имаат координација. Тоа значи и Министерството, и обвинителствата, и Управата за финансова полиција, и финансовото разузнавање, сите заеднички да имаат добра координација за да може системот да ни функционира нормално и да не се случуваат едни вакви работи. Меѓутоа, сето ова е нешто што треба да се утврди и кој ќе се утврди да направиме конкретни мерки и чекори. Затоа, впрочем, се прават и реформите. Затоа ние излеговме од еден период на една сериозно заробена држава, партизирана, криминализирана и тоа треба детално, темелно да се реформира, сите тие институции да се реформираат, да се реконструираат, да направиме сериозна реформа и на умот на сите оние кои што работат во тие институции, да го обновиме тоа чувство на припадност и на државата и на институциите и на тој начин да чекориме. Министри, последно прашање, предоставам јавноста очекува дали после се случувања, бегството на Груевски, приведувањето на Мијалков и други, политичка ситуација малку затегната во земјата. Очекувате ли дека уставните амандмани ќе поминат кога ќе биде гласање? Јас не би ги врзал двете работи со уставните амандмани и ова што се случи со притварањето и така натаму. Затоа што ниту една политичка одлука, ниту еден политички процес не може да терминира било која криминална или кривична постапка која што ја имаме. Јас очекувам дека Собранието на Република Македонија ќе работи така како што работеше и сега, пред се имајќи ги во предвид интересите на Република Македонија и дека следејќи ги тие интереси ќе се заврши тој процес на изгласување на уставните амандмани, а со тоа и да биде гарантирано членството и во НАТО и процесот на Европската унија, додека тоа што е процес кој што се води во судот, тие треба да се продолжат понатаму и да се водат сите судски постапки, заради тоа што ако сакаме да напредуваме, ако сакаме да имаме држава каква што сите ја посакуваме, тогаш правдата мора да има и таа мора да биде достапна за сега.